Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз се исмева со стравот на граѓаните по прашањето за населување на мигранти. Од Социјалдемократскиот сојуз велат дека мигрантите биле само во нашите глави. Но граѓаните не забораваат дека и за други прашања пред неполна година велеа дека тоа е само во нашите глави, а денеска гледаме како се реализираат прашањата за кои предупредувавме. На 15 октомври граѓаните ќе треба да се изјаснат за тоа каква политика да се спроведува во нивната општина. ВМРО-ДПМН нуди конкретни и проекти кои ќе го подобрат целокупниот живот на граѓаните во целата држава. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз, покрај говорите за ветар и магла, не ја кажуваат вистината со што ќе се соочат со граѓаните во идниот период. Според стратегијата на Мила Царовска, во Македонија треба да се населат 150.000 мигранти во следниве општини: Охрид, Куманово, Кавадарци, Битола, Прилеп, Кочани, Радовиш, Газибаба, Центар, Аеродром, Неготино, Дојран, Богданци, Гевгелија и Штип. Ова се 17 општини во кои граѓаните побараа да се изјаснат на референдум за населувањето на мигранти во нивната околина. ЗАЕФ најбрутално им го скрати ова право. Тоа се случува само поради стравот на ЗАЕФ, паралелно со локалните избори, граѓаните да се изјаснат и за прашања за кои сметаат дека се важни за нивната лична безбедност. Граѓаните не го забораваат ваквото диктаторско владење на ЗАЕФ и ваквата тоталитаристичка политика која ја спроведува Социјалдемократскиот сојуз. Затоа, да, референдум ќе има. Референдум ќе бидат престојните локални избори на 15 октомври, кога граѓаните ќе ги казнат Социјалдемократскиот сојуз за сето она што и го направија на државата, за сето понижување и малтретирање на граѓаните. Тоа ќе биде референдум на кој граѓаните ќе кажат не за политиката на ЗАЕФ и за политиката на неговата влада. Ви благодарам.